Добро вечер на сите. Вака сега малку само едно дополнение на мојата авторска биографија. Се надам дека во месец мај ќе излезе мојата втора самостојна книга афоризми, која ќе биде наследена како влахно во јајце. Тоа се одлучи така бидејќи не барам влахна кај другите, меѓу тоа да не барате кај мене, во јајцето. Сега вака, ќе прочитам неколку мои автобиографски афоризми. Почнав да го учам Брајловото писмо. Слушам дека љубовта била слепа. Закон за брак и семејство. Уште на првиот ден од бракот се ги поделивме правата и должностите. Таа ги зеде правата. Се заветивме на силна машка љубов, а потоа Мара испадна Петар. Кај неа наидов на широм отворени врати. Измрзнав од промаја. Мислев дека за неа сум алфа и омега. Излезе дека сум само некоја буква помеѓу. Не е точно дека мажите имаат ограничен поглед на светот. Секоја женска деколте им отвара нови видици. Сега една вака малку од друг контекст, но тоа за кој мислам да водя некои мои познанички. Вели, не е точно дека Мара веќе не е риба. За чорба, добро е. Не се дружам со ловци на елени. Предпочитам съдни. Не ги чувам веќе парите под певица по спалната соба. Се плашам да не ги најде комшијата. Некои луѓе цел живот се вртат во круг, постојано во ист љубовен триаголник. И уште еден за наша Мара, не моја, наша Мара. Точно, ниту Мара не е цвеќе за мирисање, измирисана е. Без разлика колку е паметен, секој човек си е будала на свој начин. На комшијата не можам да му објаснам дека е изгубен во просторот. Живее во друга димензија. На некои луѓе никако да им дојде умот, ниту на гости. Мислам дека сепак нема потреба од културен натпревар меѓу народите. Некултурата секогаш победува. Човечкиот ум е недоволно истражена џунгла, полна е со зверови. Не дозволувај да те извадат од колосек, ќе завршиш на слепа улица. И за крајден поучен, скапо ги платив старите грешки. Новите ми се на вересија.